Почитувани, законот за двојазичност, кој беше неуставно и незаконски подпишан од страна на Талат Џафери и објавен во службен весник, е на штета на Република Македонија и кохезијата во општеството. Членовите од 1 до 14, како и членовите 16, 17, 22, 23 и 24 се во спротивност со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Додека членовите 8, 9, 15, 51, 52, 54 и 108 се во спротивност на амандманот 7 од Уставот на Република Македонија. Тоа беше нотирано од страна на председателот на државата, но и од други еминентни правници. Целата процедура низ која власта го туркаше законот за двојазичност е нелегитимна. Власта го злоупотреби европското знаменце и под превезот на реформски закон од значење за нашиот влез во Унијата донесе неуставен закон, кој во општеството ќе креира правен хаос и конфузија. Законот за двојазичност е донесен без поширок политички и општествен диалог. Спротивно на препораките на правната фела и општата јавност, власта го истурка законот за двојазичност кој ќе креира целосен паралелизам во сите државни институции, како на централно, така и на локално ниво. Овој закон ќе ги блокира институциите, кои наместо да си ја работат работата, ќе треба да преведуваат и одржуваат двојни архиви, што ќе ја чини државата и граѓаните време, место, човечки ресурси и пари. Владата, која ветуваше живот за сите, потроши 2 години во антидржавни дејанија кои не им носат подобар живот на граѓаните. Не носат повеќе пари за живот, ниту подобар стандард во целост. Наместо подобри услови за живот, граѓаните добија нови поделби и понижувања. Овој закон е уште една хипотека преку која Заев се обидува да ја плати цената на неговото доаѓање на власт и затоа ваквото однесување на СДСМ и ДУИ е срамно и неприфатливо. ВМРО ДПМН ги повикува сите институции на централно и локално ниво да го игнорираат и бойкотираат операционализирањето на овој неуставен и штетен закон. Доколку одговорните во институциите се соочат со какво било проблеми или закани, ВМРО ДПМН и правната комисија им стојат на располагање за правни или било каква друга помош. Почитувани, СДСМ нема повеќе легитимитет да ја води Република Македонија. Со СДСМ на власт, државата и граѓаните само губат. СДСМ мора да си замине. Токму затоа потребни се итни и неодложни вонредни парламентарни избори заедно со претседателските во април. Време е, господа од СДСМ, да се охрабрите и да излезете очи во очи со народот. Ви благодарам.